На 20 страници Европската комисија ја образложува предлог преговарачката рамка со земјава, документот според кој ќе се раководи на тамошниот процес на пристапување во Европската унија. По низа одложување, комисијата вчера ја усвои рамката која, за да се финализира, ќе треба да биде потврдена од сите земји членки. Процесот на преговори во согласно со новата методологија ќе се води за 30 поглавја поделени во 6 кластери: основни вредности, внатрешен пазар, компетитивност, зелена агенда и одржлива поврзаност, ресурси и земјоделие и надворешни односи. Ние не можеме да не се радуваме на чекорите напред по 15 години чекање како земја кандидат од 2005 година. Време е конечно и ние да се ги засукаме ракавите и да го искористиме овој процес за европските стандарди, да си ги донесеме дома. Во рамката е наведено и како ќе се мониторира напредокот во преговорите преку неколку нови инструменти, меѓу кои реверзибилност и суспензија. Со овие нови инструменти, во текот на преговорите, на Европската унија и се става можност, доколку се констатира дека земјата не напредува во преговорите со задоволително темпо, стагнира или назадува, да го стопира процесот на преговори. Покрај техничкиот дел во предлог рамката, клучно е што по 15 години пак се користи терминот македонски јазик, што се толкува како промовирање на македонскиот како иден официјален јазик на унијата. Македонскиот јазик е наведен како јазик на кој треба да се преведе европското законодавство пред да станеме држава членка на Европската унија. Тоа го сметаме за нешто нормално, стандардна работа, бидејќи согласно нашата лична карта во Обединетите нации и согласно нашето право на самоопределување, нашиот јазик е македонски. Опозицијата ја поздрави предлог рамката, иако не смета дека е некој голем успех. Тоа што денес СДСМ го представи како вонреден успех е сепак само предлог текст за преговарачка рамка. Текст кој ќе биде доставен до сите земји членки на Европската унија, за кој тие ќе треба да се произнесат, да дадат забелешки и на крајот со консензус да го одобрат. Евроамбасадорот Жбогар денес ке изјави дека не очекува изненадување во финалната верзија на преговарачката рамка во однос на предлогот што вчера до земјите членки го поднесе Европската комисија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.